И гостувањето на Јоце Панов ќе се памети, особено по неговиот коментар, исто така за Панчо од ДНК. Имаше милион статуси токму за тебе и тоа ние новинарите го последивме, а никој што не му врати. Или му врати? Не сум му вратил, немам зашто да му вратам. Некој траче дека се тепале. Не. Не му се јави? Не може да се тепа, може само да го тепам. Да. Тепање е овостранно. Зашто го направи тоа Панчо? Па не, Зашто токму ти? На вистина дека не знам. Стварно не знам. Ете, јас сум влегнал некако во очи. Се разбира, ексклузив не е пристрасен, па го прашавме и Панчо што мисли за овие отровни стрели од неговите колеги. Еве што ни одговори тој. Многу луѓе преку нашата емисија ти испратија пораки, зборувам за Јоце Панов, поточно за Слаткар. Дали ти имаш порака до нив? Кои се тие? Јоце Панов и Слаткар. Не ги знам, постојат на естрада? Не ги познаваш? Прв пат слушам, али ќе пробам да ги видам. Па едниот рече дека ќе те тепал, другиот рече дека не си бил за гледање. Па, нисум бил за... Па, гледаш, еве ги видам. Камера ме снима, вајда ме гледа. Гледај, тој што рекол дека не сум за гледање, сигурно не се видел сам пред огледало, а тој што рекол дека ќе ме тепа, ја имам настапи, предпоставам сегне из Македонија, знае кај се движам, која сага да дојде, кај сага да дојде во секое време. Али не ги познам и ќе ми биде драго и да ги запознам. На нашата драга Тамара Тодевска и приредивме многу непријатна анкета, а нејзината реакција беше безценета. Мислам дека знае да пее, ама поише би дал 10 за деколтето. Прекрасен вокал, деколте за $1.000.000. Се е супер, само може треба малце да ослабе. Изгубена во естрада и треба да иде во пензија. Многу јака пејачка со добро деколте. Мислам дека Бионса така. Бионса, може Бионса кажеме дека. Па моето мислење е кога ги извади градникот дека ме ја град и се гледа пупакот. Па сладка е, малечка, згодна, малце треба да ослабе. Да. Би било навистина штета ако во овие најдобри изданија на ексклузив не се потсетими на гостувањето на Дунавка Трифуновска. Оскар е сега надвор. Не, Оскар не е надвор, Оскар е пред зграда. Пред зграда? Да. Сега Оскар е пред зграда. Цело време е пред зграда? Да, со тоа што... Сам си шета? Не шета сам. Оскар е пред зграда. Ама Оскар е толку добро издресиран да шета и толку сам, е паметен, што од зградата кај што живеат моите, значи до паркот на франкофонијата, кај Хотел парк, до водно, кај што живеам јас, доаѓа сам. Го натиравме познатиот пејач Александар Тарабунов да ја промени професијата и на момент да биде репортер на терен, каде ќе ги прашува случајните минувачи што мислат за него, па да се потсетиме. Што мислите за пејачот? Дека е маскиран се у моментов со лажна брада и лажни бркови. Точно така. Мислите за пејачот? Океј. Вака го познавам, ама не знам. Нешто за него. Каде го познате, да не сте учеле средно со него? Не. Многу добар пејач. Ви благодарам. Ексклузив доби ексклузивна покана и присуствуваше на веселата свадба на градоначалникот на општина Карпош Стефан Богоев. 10 години сме заедно, многу добро се согласуваме, така да само со задоволство го чекав овој момент. Барем за мене тоа е така, верувам и за Ивана. Ивана, ти имаше трема? Па не. Супер, возбудено, релаксирано во исто време. Мора да се пофалиме и со интервјуто со првиот човек на законодавниот дом, Талат Џафери. Сигурни сме дека ретко кој имал прилика како ексклузив да разговара за неговиот приватен живот. Како веќе ги поминете новогодишните празници? Добро, за оваа година има фамилијарни обврски токму на новогодишна ноќ, така да ќе бидеме во тој круг. Како вие би им ја честителе новата година на сите гледачи на ексклузив? Највообичаено, како што е обичната честитка, све најубаво во новата 2019, на секој во овој свет да му се исполнуваат сите очекувања во наредната година, да се има мир, благосостојба. Момците од The Next Time, Стефан и Мартин, долго ќе го паметат нивното гостување во студиото на ексклузив. Да се потсетиме зошто. Фала, многу се надам дека би изненадивме пријатно. Сакаме да биде тоа студио, ама он не можеше да влезе и ние бевме кај него. Супер. Фала. Прво што не изненади. Стално сте биле иновативни. Сега. Тука ги бидете? Ајде. Чао!
А марамите не ни ги врзувате за назад? А марамите стварно не. Има и таму некое, да не има. Ова беше убаво пријатно изненадување од нашата екипа ексклузив. И Пере од Нокаути нема да го заборави ова, за како што и самиот тој кажа, најчудното интервју што воопшто го дал. Земи голем здив. Ова луѓе. Земи голем здив. И десна нога горе малку ќе кренеш. Десна нога. Ето така, добар си. Ајде, Пере, подготвени сме. Изненадувањето е веднаш за тебе. Точно? Не сме точно, не знам ја што има, ама ти треба да ми кажеш. И човече, ова мрдна нешто. Мрдна? Да. Се исплаши? Да. Се разбира, не би се викале ексклузив ако ги немаме ексклузивните приказни. Па така најпознатата фолк дива Елена Велевска првото интервју по семејното насилство го даде токму за нас. Дали тоа семејно насилство за тебе беше баш физичко или ментално, кој што кажа ти, бил типот љубоморен? Видете, навистина јас... Ја гледам, немаш модрици по тебе? Немам модрици и сите го сватија како јас да сум претепана и сите ме гледа како за чудо, како се чувствуваш, како си, тоа беа прашањата. Јас сум одлично, повеќе беше во прашање психичко насилство, кое со разговор и долго преговарање и планирање со сопругот. Успеавме двајцата да ги урамнотежиме некако, да ги доведеме во баланс. Толку љубоморен после токав брак, 3 деца, се уште? Видете, кој да е на негово место би бил љубоморен. Ова е само мал дел од моментите кои поминаа овие неколку месеци наназад во ексклузив. За наредната 2019 година ветуваме дека ќе бидеме уште поексклузивни. Ќе ја промовираме работата на познатите, но ќе продолжиме да прашуваме и за она што тие и не баш љубат да говорат, а тоа се нивните приватни животи.